Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е поглаварот на Исламската верска заедница во Македонија, Хаџи Сулеман Ефенди Реџепи. Господин Реџепи, дали како поглавар на Исламската верска заедница се чувствувате загрозен во момент кога зборуваме дека во Македонија има појава на радикален ислам, а и вие веќе неколку пати кажувавте дека две џамии не се под контрола на Исламската верска заедница? Па видите, што се однесува до радикалното движење или поинаку представување и толкување на исламот во подрачјето на Република Македонија и пошироко во Балканот, навистина по распадот на бивша Југославија, по доаѓањето на така наречен вишепартиски систем, то значи плурализам политички, некако почна и тој радикално толкување или движење верско-политички од Блискиот Исток да процури и во овие простори. И навистина од прв миг, то значи ние како Исламска верска заедница на Република Македонија бевме многу гласни на тоа, приметивме и баравме заеднички сили, то значи самата верска заедница и надлежните државни органи да бидеме компактни, единствени на тоа и да ги стопираме такво инволвирање во Република Македонија. За жал, то значи, иако што кај надлежните државни органи веројатно имаше сознање, али некако со оглед дека јас бев транспарентен и многу гласен, тие некако го запоставија тоа и така да таквото движење се појави во Република Македонија и единствена која се борише против таквото, со сета одговорност кажувам испред јавноста дека беше исклучиво Исламската верска заедница. Побаравте од МВР враќање на ингеренциите на ИВЗ да интервенира. Има ли резултати и каква е соработката со оваа институција? Па, видите, точно дека баравме ние, не еднашка, него повеќе пати, дури и преко пресконференции јавно, тие признале дека постои такво, меѓутоа како тај покрет како да е под контрола на државната безбедност, на органите кои што се надлежни за такво нешто и заради тоа, то значи не му предавале внимание како што треба и заради тоа ние не бевме задоволни. Да бевме ние почитувани како уставна категорија во државата, како Исламска верска заедница, ви гарантирам дека немаше да има таква појава и таква присутност во Република Македонија. За жал, нашиот став некако како да се беше запоставен и од која причина сега не можеме да кажеме точно, али заради тоа се појави радикалното толкување и употреба на силата во Република Македонија и по џамиите. Меѓутоа, со оглед дека верска заедница, Исламска верска заедница, со своите службеници им се супроставија, тие не успевале. И така дека беат лоцирани на две џамии како да беат узурпирани. Тоа е Јаја Паша џамија, една централна џамија во Скопје и една џамија малска, Тутунс се вика, во Газибаба. И цело време ние се мафтавме, се вртивме около тие две џамии, побаравме од надлежните органи на државата да ни го обезбедат, то значи спокојство и гаранција да можеме ние како Исламска заедница да раководиме со тие џамии. Меѓутоа, тие се покажа глухи на ова форма и заради тоа веќе неколку години беше и Јаја Паша џамија и Тутунс
надвор од контрола на исламска верска заедница. Фала на Господ, сега последно време веќе ги имаме сите под контрола. Дали со акцијата на МВР Келија, во која беше уапсен еден од имамите, станува збор за апсење на еден од идеолозите кој врвувал борци за кризните земји, или имате резерви кон оваа полициска акција? Па видите, ние на вистина не успеевме да имаме точно сознание, меѓутоа секогаш се кажува, тоа значи од луѓето, од верниците, од джематот, така навикан, така наречен, секогаш бевме од нивната страна известени дека постои такво и такво лице кој што раководи со Јајапаша џамија и со Тутунсус џамија. И верниците им беше јако непријатно, меѓутоа, ние како институција не дозволивме самите верници тоа да го решат или ние сами да поедеме така, него баравме правниот систем да профункционира и да не испаѓа некој скандал тамо. Има ли се уште во овие џами лица кои не се наши државјани и вршат проповеди таму? Видите, лица беат, тие доаѓат и може би и ден денеска можат да доаѓат од надвор, меѓутоа ние се обидуваме да ги контролираме џамиите и преку муфтиства во Република Македонија, со оглед дека имаме 13 муфтиства, сите муфтиства се, тоа значи основни органи на исламската заедница на Република Македонија и јако се единствени и едногласно го чуват аутентичниот аутоктон ислам во ова почва која ние сме дел од Балканот и како така ние се обидуваме да влегуваме и во Европа. Меѓутоа, Европа нема да не прифати како анархисти да влегуваме во таа велика голема фамилија, нели? Реални ли се бројките дека околу 130 лица кои се наши државјани биле или се уште се на боиштата во Сирија? И дали тие се спремни да действуваат и на овие простори? Видите, ја не верувам дека има толку, со оглед дека точно бројката никој не знае, само се манипулира. А доколку државните органи надлежни, што се за такви ствари, доколку тие точно знаат колку се заминати, ја не знам што е превземено од нивната страна да ги пречиме. И зошто ние, како влијателна исламска верска заедница по однос на исламот и на муслиманите во Македонија, зошто ние да не бидеме известени? И што можеме ние превентивно, а веројатно, верујте дека превентивно, ние ќе действувавме и нашиот глас ќе се послушаше. Дали тие се спремни да действуваат и на овие простори? Да действуваат? Апсолутно не. Ја, баре по моето, шанса нема. Него пропаганда се шири, вознемирување, паника се создава во целиот балкански простор. А каде е тоа и каква сила е тоа и кој стои зад нив, навистина е чудна работа. Ви благодарам на разговорот. Фала ви многу. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.